Нема гаранции дека овој јуни ќе има датум за отпочнување преговори. Евроамбасадорот Жбогар како една од причините го наведе фактот дека Унијата се соочувала со многу надворешни и внатрешни предизвици. Тука се европските избори, формирањето нова комисија како и избор на нов председател на Советот кој ќе треба да биде поставен до крајот на годината. Од друга страна пак порача дека на Северна Македонија и било потребно единство на политичарите. Today I cannot announce opening of negotiations in June. Денеска не можам да соопштам дека ќе добиете датум за преговори во јуни, бидејќи тоа е одлука на земјите членки. По неколку изборни циклуси во последните неколку години кои ја поделија земјата, време е политичарите и политичките партии да ги остават партиите настрана, без разлика дали се идеолошки, етнички или лични. Време е да се покаже единство за целта и да се интензивираат напорите. Прво да се почнат преговорите, второ да се оди напред во преговорите. Ова го потврдија сите парламентарни партии и тоа е нешто што го очекуваат од вас и граѓаните. И покрај не така оптимистичките пораки, очекувањата дека Советот на Европската Унија во јуни ќе даде зелено светло остануваат. Новоизбраниот председател Пендаровски вети дека ќе се посвети на главната цел, членството во ЕУ и НАТО. Очекуваме да слушнеме добри вести идниот месец од Европскиот главен град Брисел. Немам сомнежи дека сите вие ќе бидете посветени да ја поддржите нашата цел и да го исполниме конечно нашиот сон по толку долго време чекајќи во транзицискиот тунел. Мојата главна цел како председател во идните 5 години ќе биде обидот со сите, со оваа влада како и со секоја идна влада да ја исполнам целта за членство во Европската Унија и НАТО. Но на прво место сакам да бидам обединувач на нацијата, која беше толку поделена во минатото. Османи пак кој денеска организираше поедок со амбасадорите по повод Денот на Европската Унија, порача дека земјата ќе продолжи со спроведувањето на реформите. Во меѓувреме претходи извештајот на Европската комисија, како и договорот за законот за јавното обвинителство, кој пак е еден од условите на Европската комисија. По неколку неуспешни обиди утре повторно продолжуваат работните групи.